Добро идете во студио за моите гости. Во студиото е Дарко Алексов, прв човек на МОСТ, невладината организација која ги мониторира, анализира демократските процеси, меѓу кои се изборите. Во Охрид, Александар Новаковски, го имаме на мониторот, поранешен прв човек, председател на ДИК и генерален секретар, поранешен генерален секретар на Собранието. Добре дојде за моите гости. Одиме со господинот Алексов, вие имавте вчера средба заедно со ОПСЕ и останатите политички партии, односно представници на работните групи кои се однесува токму на изборниот процес. Имаше информации дека нема никакво поместување, имаше информации дека постои некаква разочараност, дека напредокот, барем до мал ситен напредок не дошло на овој прв состанок. Значи, најпрвин да се договориме за природата на настанот. Природата на настанот беше информативна. Со други зборови, тоа што се случи на тој настан е по прашање на избирачкиот список, односно регистрацијата на гласачи, експертски да се испрезентираат одредени модалитети, при што политичките партии се што правеа е слушаа, со оглед на тоа дека следната средба на повисоко ниво по ова прашање ќе биде токму на таа тема. Вие тоа го направивте, ги представивте модалитетите и модалитетите кои што ги предлагаме се познати на јавноста, значи таму не кажавме ништо ново. Да подсетите, значи што се однесува до регистрацијата на гласачите? Регистрацијата на гласачите. Тоа беше акцентот на средбата. Да, регистрацијата на гласачите е да кажеме, значи ставот на граѓанската асоциација МОСТ скоро 3 години наназад и први сме тие кои што истапивме јавно со таков став, е дека треба да се приклониме кон активна регистрација на гласачи. Што значи тоа? Тоа значи дека Државната изборна комисија преку својата мрежа на канцеларии и низ државата, кои што се перманентно 30 чинама по потреба се активираат 80 канцеларии, во одреден временски период кој што треба да биде подолг, треба да овозможи секој граѓанин со претходна припрема и логистика да може да дојде во посочената канцеларија на Државната изборна комисија, која што е надлежна за неговото избирачко место, односно местото на живење, и да депонира биометриски отисок заедно со презентација на биометриска идентификација. За време на гласањето говориме? Не. Значи, ако веќе тоа треба да се случува, тоа треба да се случи далеку пред изборите. Со друг речник, секој граѓанин да се регистрира, се регистрира како гласач соодветно на својато место на живење, лична карта и биометриски податок. Добро, одиме се извинувам, одиме со господинот Новаковски, како што кажав, тој во моментов е во Охрид, екс-председател на ДИК. Господин Новаковски, кој е вашиот став? Дали се согласувате со ова потреба, односно понуда на господинот Алексов, што се однесува до МОСТ, значи регистрирање на гласачите пред изборите? Ке се усогласиме конечно за избирачкиот список, бидејќи и јас тоа на неколку мои јавни настапи се залагам за таа активна регистрација, со оглед дека една од клучните елементи за едни демократски избори, би рекол, конечно да се случат, е да се врати довербата во избирачкиот список. Во колку не го прифатат овој модел кој конечно и МОСТ се залага, мислам дека избирачкиот список ќе остане отворено прашање и било и како да се прочисти избирачкиот список, тој ќе остане како тема, топ тема за сите кои ќе бидат незадоволни од изборниот процес, без разлика какви услови се створиле. Да бидам на крајот краток, значи јас се залагам тој период да биде што подолг. Државната изборна комисија, ако ништо друго административно, има тие 4 до 5 години и како што знае господинот Алексов, сме правеле
повеќе од не знам колку методологии за прочистување, ниедна до сега не е спроведена, така да на крај би заклучил дека овој модел ќе ги реши сите дилеми околу избирачкиот список. Добро. Ајде сега, постои опасност. Она што сметам дека е опасност, односно се разбира дека вие сте ги анализирале и тие моменти, разочараност на гласачите, летаргичност, цинизам кон демократските процеси, апатија, не само од изборните процеси, генерално од демократските, од политичките актери. Некои нема да имаат желба, волја да излезат од домовите и да пристапат кон канцелариите на ДИК да бидат регистрирани. Некои едноставно не се заинтересирани и други ред причини. Што правиме со такви гласачи? Што гарантира дека навистина сите гласачи ќе бидат запишани, регистрирани? Значи вака. Летаргијата и сите оние гласачи кои што вие ги споменувате, таков тип на граѓани, да речем, со добра кампања, агресивна кампања. Значи, ако се потрошија толку многу пари на друг тип на кампањи, не гледам причина зошто да нема таков тип на кампања и сега, тоа е првото. Никој нема да ги повикува тие луѓе да гласаат, туку ќе ги повикува да се запишат во избирачкиот список. А дали ќе гласаат или не, тоа ќе биде нивна лична одлука. Впрочем, оние кои што се летаргични за една ваква активност, многу е голема можноста да останат летаргични на денот на избори. Значи, они нема да гласаат на денот на избори. Но нема да го знаете точниот број на гласачи. Значи, вака, точниот број на гласачи ќе биде оној кој што е регистриран. Дали ме разбирате? Бројот на оние кои што се пријавиле ќе биде точен број на гласачи. На луѓе кои што сакаат нема да се да биде, избирачки... господин Алексов, нема да биде од причини кои ви ги споменав. Значи, цинизам, апатија, незадоволство од сите демократски процеси или од понудата на политичките партии, од политичките актери и така натаму. Нема едноставно нема можност да се регистрираат сите гласачи. Зошто нема можност? Таа можност и на тие летаргични гласачи ќе им биде оставена у рок од 4 месеци да појдат во подготвачната единица. Но ако одбијат, вие ги немате сите регистрирани гласачи. Ако одбијат, тоа значи дека не сакаат да бидат на избирачкиот список. Тоа е право, видете вака сега. Значи, изборниот процес и правото на глас носи одредени обврски. Уставот на Република Македонија и секој закон не регулира само права, регулира и обврски. Така, ако немаме свест за граѓанска обврска, да си го обезбедиме правото на глас, па ве молам, нема да жалиме и да плачеме по тие граѓани со цела почит спрема секој оној кој што ќе рече јас не сакам да гласам во еден ваков контекст и воопшто нема ни да се регистрирам на избирачкиот список. Меѓутоа, атмосферата која што во оваа фаза од, еве да кажеме, овој процес на реформи и промени и измени во општеството кои што треба да се случат, ќе ми дозволите со две реченици. Значи, атмосферата е дека еднаш за секогаш треба да се створат услови преку кои што ќе се има доверба во изборниот процес. Еден од тие услови, можеби и најбитен, е избирачкиот список да кореспондира со реалната слика на терен. Ако од тука тргнеме, ако има политичка волја и ако има добра кампања и ако политичките партии направат се за да ги убедат граѓаните, заедно со граѓанското општество и со Државната изборна комисија, секој оној кој што вели дека нема да се појави, дека не е задоволен и не е среќен, секогаш ќе има опција во тие 4 или 5 месеци да го смени своето мислење, меѓутоа тоа нема да може да го направи на изборниот ден доколку не се регистрира. Да, добро. Ја слушнавте поентата господин Новаковски на господинот Алексов. Значи тој повикува демократски граѓаните да станат да ја земат демократијата во своји раце, да станат активни партиципиенти, се разбира, и во изборниот процес. Кој е вашиот став? Постои ли таква, дали стравувате од ваква опасност која ја веќе ја споменав? Видите, мојот став за ова прашање е со оглед дека веќе подолг период
избирачкиот список е топ тема веќе, мислам, во државата, не само во текот на изборниот процес, него и пред изборниот процес. А официјално, ќе напоменам официјално, ако ги видите извештаите на ОПСЕ и ОДИХР, вие за избирачкиот список имате забелешки само на последните избори 2014 и можеби 2013 за луѓе кои не успеале да гласаат. Што би сакал да кажам со ова? Значи, тие напоменуваат да се врати довербата, но никогаш не кажале генерално каде е проблемот, не дека не може да кажа, ниту еден експерт не кажал, него сите барат да се врати довербата. Единствен начин да се врати довербата е овој, и овој е лесен начин, за да им се олесне во Државната изборна комисија да ја завршат конечно работата. Со оглед дека избирачкиот список, ако земеме и капацитетите административни, се превземени уште 2011, до сега оваа дилема требаше да биде расчистена, а јас се согласувам со вас. Значи, сите земји се борат да го зголема излезеноста на изборите. Ова е голема опасност да се намали излезеноста, со тоа што бројот на гласачи запишани, кои, како што знаеме по нашиот менталитет, во последен момент одлучуваат, ако списокот биде затворен со оваа активна регистрација, а тој ќе мора да биде затворен многу порано од денот на изборите, се доведува во прашањето и правото на глас. Но затоа ви кажувам, ние сега бараме начин како да ги убедиме дека ние списокот било што да правиме може да создава дилеми. Но и ако остане стариот систем, има доволно време да се прочисти избирачкиот список и да се излезе со официјални податоци. Никој не спори дека има време за се. Тоа што е клучен момент е дека ако остане, значи немаме ние проблем само со неконзистентноста на податоците во избирачкиот список. Може би се многу, може би се малку. Каде е клучниот момент? Клучниот момент е на алоцирање на одговорност за евентуалните недоследности со избирачкиот список. Во моменталниот контекст не е возможно да алоцирате одговорност и да кажете која институција не си ја завршила работата адекватно. Дали тоа било Министерството за внатрешни работи, дали тоа било управата за водење на матична евиденција, или ДИК можеби. Или видете, ДИК нема одговорност кај избирачкиот список. ДИК добива CD, готови податоци кои што само ги аплодира во системот. Еве го господинот Новаковски. И ние доволно догодно се работувале за вас во изборниот процес. Значи, кажете ми вие кога имало приговор за избирачкиот список, официјален, од страна на партиите, освен во последните избори, кога поради избришување, поради биометриските патни исправи, се доведе до ситуација да прв пат не може некој да го оствари правото на глас. Ова јас најодговорно го тврдам, но кога ќе се каже вака отворено, тога се кажува дека се напаѓа ДИК, а се брани некоја владина институција. Не е точно. Тие се повикани на соработка, но доволно се створија капацитети. Ако го земете примерот кога заедно учествувавме во работната група, која беше формирана во владата, и кога објавивме 25.000 нерегуларности во избирачкиот список, јас се прашувам дали вие имате податок, бидејќи јас тогаш дадов оставка, дали тие луѓе се избришани од избирачкиот список? Немаме. Па немаме, а знаете зашто немаме? Затоа што, например, Државната изборна комисија после мојата оставка го превзеде избирачкиот список. А подрачните оделенија беа превземени пред тоа. Значи, во моментов бе разбирам, но нема земја каде заедно, ако не соработуваат, вие може ДИК и перфектно да ја заврши работата, но јас ве прашувам колку изборни процеси до сега дворедни се одвиваа
и по 2 пати годишно се доставуваше списокот, како една политичка партија не излезе со список на личности кои не треба да се на избирачкиот список, а се. Значи, јас не го бранам со ова избирачкиот список, но затоа се согласувам со вас. Со оваа активна регистрација, оваа недоверба ќе отстраниме, а нема да го решиме проблемот. Само да појасним. Луѓе кои не ќе се јават, например, од X причини, вие што ги напоменавте, летаргија и тоа, не ќе може да гласа со овај систем на денот на избор. Господине Алексов, имате забелешка на ставовите на господинот Новаковски? Не забелешка, значи сметам дека ја збориме истата работа само со различни интерпретации. Добро. Тоа што е суштинска работа е еднаш за секогаш да почнеме да алоцираме одговорност. Државната изборна комисија во оваа фаза не може и не смее да сноси одговорност за квалитетот на избирачкиот список. Само момент. Само да докажам, Добро. да докажам. Тоа што може да го направи Државната изборна комисија и тоа што може би требаше да го направи на последните избори, Да. после недобивањето или на оние избори од 2014 година, после недобивањето на одговор од страна на Министерството за внатрешни работи за основата на упис на тие граѓани во избирачкиот список, да не го потпишува екстрактот од избирачкиот список. Добро, ајде. Тоа што недостасува во вид на интегритет. Ајде, А добро. колку Државната изборна комисија преку своите подрачни единици може да го провери основот за добивање на лична карта, која што е предуслов за да влезеш на избирачки список, во оваа фаза не можам да дебатирам, може би господинот Новаковски подобро го познава тој сегмент. Да, значи господин Новаковски, дали, како што вели Алексо, се согласувате дека ДИК нема одговорност што се однесува до избирачкиот список? И ете и до патните исправи, односно личните карти или пасошите? Видите, прво Државната изборна комисија со надлежностите кои се дадени ниту можела да избегне одговорност за избирачкиот список, ниту ќе избегне. Прво, значи, кога ќе дојде темата за било каква нерегуларност во изборниот процес, па и околу избирачкиот список, ова што го кажа господинот Дарко Алексов дека потпишале, па како потпишале ако имале такви податоци? Реков, не требале да потпишат. Разбирам, значи збориме дали тоа не е одговор. Второ, Државната изборна комисија беше прозивана за избирачкиот список и кога немаше никаква надлежност за избирачкиот список. А со измените на изборниот законник, целосно надлежноста е на Државната изборна комисија. Зошто базата на податоци, зошто технички не е опремена во овие изминати години, повторно треба да се бара одговорноста во тие органи. Секако, тука може би некој ќе каже, па немала надлежност. Не е точно, морала да бара измени законот, како што ние баравме да не изземат од одговорност за избирачкиот список, и тоа беше одбиено, а од кога тоа остана во сила, мислам не може да избегне од таа одговорност. Значи, повторно ви кажувам, во било која варијанта и во било кој систем, Државната изборна комисија, од која ќе усогласат све политичките партии и од кога ќе дават и заменици министри, ќе создадат одредени услови, да речеме конечно за предуслови за одредени слободни избори, повторно одговорноста целосна ке Државната изборна комисија. Сега... Нема да е ниту воопсе, ниту во невладини. Добро. Господине Новаковски, ако некој повеќе ја критикувал во овие
10 години Но вие рековте државната ДИК нема одговорност. Само малку, значи Нема ингеренции, нема надлежности. Ниту Вие има, тоа го кажавте. па нема ингеренции државната изборна комисија, зашто разговараме сега, добива готово CD, како да провери дека некој орган вметнал илјадници гласачи, ова не е случај, ама еве ве прашувам хипотетички. Ајде, господин како Новаковски, господине како? Новаковски ќе утврди државната изборна комисија дека има 20.000 дупли гласачи на избирачкиот список? А што вие ќе му убедите дека не може да го направи? Па еве, не ве убедувам, објаснете ми како, јас не знам. Господине Алексов, ние 25 до 30.000 пронајдовме такви лица, непосредно после тоа дадов јас оставка од мои причини. Значи, како ме убедувате во нешто, кога не го имавме пред семено список? Не се разбираме што ве прашувам. Лицата кои што вие ги најдовте не беа дупли. Јас ве прашувам за овие обвинувања кои што ги слушаме. Мост не го поседува избирачкиот список. Значи има во јавноста неколку типа на нерегуларности. Зарем има капацитет државната изборна комисија да оди на терен и да ги утврдува адресите? Дали има дупли адреси, па дали имало влезови, не знам уште што не е изнакажано. Ајде нека одговори господин Новаковски. Маđово, господин Алексов, па ние зборуваме за еден период кој веќе 4 години се поминат, ево јас веќе 5 години не сум во државната изборна комисија. Со вработени 150 лица и вие се уште ме убедувате дека нема капацитет. Ама како, за каков капацитет правиме муабет сега? Ние ги мешаме работиве, зборовме, значи довербата во избирачкиот список и идеален систем да се спроведе, повторно одговорноста кај државната изборна комисија. Но таа одговорност треба да се сведе на минимум, а треба да се врати довербата кај политичките партии. Политичките партии треба да помогнат и вие невладините во овој изборен период. А сега, повторно што доаѓаме ние во некој теснет, па бараме варијанта како вие и јас, со некоја активна регистрација, тоа е повторно нерешавање и неоткривање на аномалиите кои биле создадени во овој период пред ова. Ајде едно прашање за вас, за двајцата, господинот Алексов и господинот Новаковски. Ни сите овие години аналитичарите алармираат дека ВМРО е сочинета од вистинска армија послушни членови, кои во случајов со регистрирање на избирачкиот список, односно на избирачите, прочистувањето на списокот и избирачите, многу лесно би одговориле на задачата, за разлика од СДСМ, например, кои од разни причини можеби не би се појавиле на регистрација. Гледате ли таква опасност? Едно контрапрашање. Тоа и не се прифаќа тој систем, кој јас и мост го нуди. Вие одговоривте на прашањето зашто политичките партии не го прифаќаат овој систем кој го нудиме мост и јас за кој се зава. А да ве прашам друго нешто. Добро. А до кога ние ќе се секираме што ќе прават политичките партии? А тие ќе го гласаат во парламент. Не те прашувам тебе, Саше. Онака, Не, хипотетички го поставувам на маса. Не зависи крајното решение. Не зборам за тоа до кога ќе се секираме што ќе прават политичките партии по прашање на гласањето или прифаќањето на концептот. Се разбира дека тие се, тие се тие што треба да го изгласаат од 1 септември натаму, здрави. Да. До кога, сакам да кажам, ќе креираме решенија кои ќе комбинираат на едните или на другите и решенијата кои што треба да се долгорочни и одржливи, ќе ги гледаме низ призма на интересите на одредените политички партии. Не, знаете зошто ве прашувам? Да, вие разбирам поентата. Доста више од таква дебата. Не е ли можен модел, друг модел, поинаков, низ годините се предлагаше и овој модел што сега ќе го споменам, удење од врата на врата. На тој начин да се регистрираат гласачите. Еден вид како што се изведува попис на населението, значи одење од врата на врата се регистрира населението, токму и на тој начин да бидат регистрирани гласачи. И тоа се вика активна регистрација на гласачи. Дали е овој поприфатлив? Да појасниме две работи.
прифатлив за Само вас? малку да појасниме две работи. Да. Ние не запињаме, значи јас модалитетот го спомнав чисто како една пластична... Дали го споменувате во разговорите со странците и со политичките Само да партии? објаснам, што е битно и кој е настапот и каков е типот на презентацијата. Значи тоа што го кажуваме на јавноста го повторуваме секаде. Имате два типа на активна регистрација на гласачи. Едниот тип е кога гласачите се активни, а институциите се пасивни. Тоа е овој каде што јас како пример посочив за да им биде појасно на граѓаните. Да појдат во... Само дозволете ми. 10 секунди. Слабост е во тоа што таква политичка култура не постои во Македонија. Добро. Да барате да бидат активни учесници Пак во ќе правиме демократски ad hoc процес. решенија. Не, добро, во Ајде, ако треба да правиме ad hoc... Ве прашувам за вториот модел. Ако треба да правиме ad hoc решенија, да правиме ad hoc решенија. Не, зошто не го прифаќате вториот модел? Ама не го прифаќам, не ме оставате да се докажам. Дајте ме молам. Ајде ве молам. Значи ќе ви го објасне вториот модел. Едното е активна Добро. регистрација во која што институциите се пасивни. За кој дебатиравме? Така? Да. И второто е активна регистрација во кои институциите се активни. Ова е тоа вие што го велите. Плюс, од кога ќе се креира иницијалниот избирачки список за првиот изборен процес, следно е кога, например, вадите нова лична карта или нова дозвола, возачка. Може во формуларот да се вметне дали сакате да бидете во избирачкиот список. И вие со нормално штиклирање на да или на не, да ве вметнат во избирачкиот... Има ли ваков модел во другите земји? За кој говорите? Не стигнавме до моментот да го елаборирам, за тоа што се заглавивме на минатото. Повторно, значи, збориме за минатото, се оптеретуваме со минатото, а не гледаме дека има кус период во кој што треба да предложиме одржливи решенија. Имено, овие два концепта и уште ред други работи поврзани со избирачкиот список беа дел од презентацијата. Ништо не е спорно и ајде да не збориме сега вчера што кажавме вчера. Ова го кажуваме во јавност подолго време. Добро, ајде господинот Новаковски, дали е добро решение врата од врата на регистрирање, она што господинот Алексов го нарекува активно учество на институциите, или можеби кога се вади нова лична карта или некој друг? Не, тоа е пакет цел, значи, само да го појаснам. Значи, у прва фаза може да се регистрираат гласачите, постои таква компаративно искуство, во кој што за почеток се регистрираат иницијалниот избирачки список, за првите следни избори се прави така. Потоа се надополнува избирачкиот список на еден таков принцип за оној граѓанин кој што сака. Господин Новаковски, дали е поприфатлив, значи, овој модел е прашањето? Согласувам, значи, со овој модел, бидејќи, како што кажа, да не се враќаме во минатото и сега невладините организации им се отвори простор да паралелно, бидејќи институциите не ни функционираат, да предложат модел и да помогнат веќе да се најде најповолниот, значи, модел за овој период кој ни престои. Бидејќи другиот модел кој до сега го имаме, повторно сме свесни дека нема да даде очекуван резултат, бидејќи е касно за да се во целост ажурира избирачкиот список, бидејќи ме изненадува и фактот што и МОСТ смета дека Државната изборна комисија нема никакви надлежности околу избирачкиот список. Може само да се разбереме за оваа работа, Саше. Значи, никогаш не рековме дека нема надлежности. Кажувам од искуство. Значи, никогаш не рековме дека нема надлежности. Реков дека Државната изборна комисија не може да влијае директно врз квалитетот на избирачкиот список, бидејќи го добива на CD со готови податоци. И нема можност у тие 15 дена на проверка на податоците на граѓаните во избирачкиот список суштински да влијае на тоа. Има 150 луѓе кои работат активно во ДИК и кои може да го спроведат тој процес. Дали вие тоа го само да појасниме, Државната изборна комисија не го креира избирачкиот список. Зошто не? Ајде да ја објаснам таа процедура. Говориме за проверка. Може ли да ја објаснам таа процедура? Во ред, може да објаснам процедурата? Не, ајде да слушнеме господин Новаковски што има да реплицира. А не може вие да зборуваме ние за нешто
што кога Државната изборна комисија располагаше со капацитет од 10 вработени, сега со 150. Со теренска проверка ли го правевте тоа, Новаковски? Ве молам, без проверка сме го подпишували како? до измени на изборниот закон. Не, за 25.000 луѓе со теренска проверка ги утврдивте? Ама мислам, вие бевте директно... Пак се враќаме во минатото сега. Чекајте, Тоа е, видите, трагедијата на општество. Значи, во работната група учествувавте и вие. Од МОСТ. Значи се е тоа во ред, значи повторно ќе повторам. И тогаш, ама дајте ве молам, и тогаш бевте напаѓани, и тогаш го добивавте CD-то. Завршен процес бе така. Тоа не беше завршен процес, тој процес требаше да продолжи. Значи, зато не, ајво да кажеме, не се вракаме во минатото. Ама не може вака да се прескокнуваат работи и на крај да се каже дека никој не е надлежен. Во еден ваков начин на раководење со избирачкиот список, кога Државната изборна комисија добива едно CD со готови податоци, кои што се комбинација од податоците на Министерството за внатрешни работи и Управата за водење на матична евиденција, средени од страна на Државниот завод за статистика. Како сега да алоцираме одговорност и по чему да ја кривиме Државната изборна комисија за нерегуларности во избирачкиот список? Еве, значи и вие сте биле, и ти си бил председател на Државната изборна комисија, чисто од логичен аспект, каде да ни одговориш? ајде ве молам. Па јас ќе ви одговорам, ама очигледно не се разбираме. Прво, никаде не е лоцирана Државната изборна комисија како вино за прочистен избирачки список. Али, јас ве прашувам. А кој е виновен тогаш ако не е пречистен избирачкиот список? Кој е по вас виновен? Не, не знам. Ама како бе не знаете? Па така не знаеме. Еве пробавме да прашаме една институција, вика, податоците во избирачкиот список се доставени 2 дена по распишување на изборите. Значи таа институција таков одговор да. Која институција? Министерството за внатрешни работи. Тоа беше официјалниот одговор на барањето на Државната изборна комисија. Да. И сега до каде доваѓаме? Нема одговорност, а има проблем. Не знаеме кој го направил проблемот, не знаеме како. Нема официјално ништо. Ајде нека Зашто збориме одговори, официјално? господин. Ајде ве молам. Државната изборна комисија е надлежна за изборниот список. Еве се пак. Согласно Добро, значи Државната изборна комисија е виновна за се поврзано со избирачкиот список. Е виновна, надлежна ви кажам. Па ако е надлежна, тогаш има и одговорност, господине Новаковски. Значи, зашто не барале измени на законот? Зашто не добивале податоци? Зашто сето тоа не се правило? Требало да го објават јавно. Аха, добро. Значи ова сега вие повторно ме враќате во времето, само да ви кажам. Повторно ме враќате... Кој е вашиот предлог за измени на изборниот законник? Значи, Законник имаме чист избирачки список. Бидејќи не сакате да се враќаме во времето назад. Значи, активна регистрација на гласачи со дата база во собственост на Државната изборна комисија. Па ако нешто не е како што треба, тогаш знаеме каде да тропнеме, господине Новаковски. Затоа што комплетниот процес, така како што е креиран, ние не можеме никако да алоцираме одговорност. Не само како некој кој што ги наблюдува изборите, туку генерално како општество. И треба да престанеме веќе да се враќаме назад и да разговараме за некои појави кои што очигледно се проблематични, дополнително. Но го разговарате и за решенија, така е, па да. Дополнително, имаше експерт од страна на ОПСЕ ОДИХР за избирачки список и регистрација на гласачи. Начинот на кој што се регистрираат гласачите и се ажурира избирачкиот список го карактеризира во неговиот официјален извештај како исклучително комплициран и проблематичен. На крајот да ви кажам, ние сме имале 3 проекти кои вас не ви се достапни со оглед дека беа финансирани од UNDP и од други, каде не се кажува тоа. Значи, не значи од експерт до експерт, бидејќи со избирачкиот список се соочуваат сите земји во Европа и вас добро ви е познато. Друго,
Значи, ако одиме сега на овој систем, треба да се предлагаат паралелно и измени на изборниот закон. Секако ќе има измени. Да. И трето, во колку ние одиме на тоа дека само еден орган, ево, останавте дека Државната изборна комисија не е надлежна, не е одговорна, еден опција и одикара, и сега ве прашувам ја, што треба да се направи за ние не е само списокот. Ако нема соработка меѓу органите, тогаш не може никој да не од одговорност спаси околу исполнување на фери демократски избори. Добро. Но за списокот, ево да одиме на ова решение се согласувам. Видете, соработката помеѓу органите е прашање на политичка волја, демократска култура. И тоа е нешто што веројатно треба да работиме како општество на тие проблеми кои што ни се појавуваат. Но се согласувате дека е неопходна. Апсолутно. Ама не, гледајте, никој не вели дека треба само Државната изборна комисија и треба да ја оставиме Државната изборна комисија. Таа е зависна не само во делот на избирачкиот список, туку и во другите сегменти од изборниот процес. Меѓутоа, што е многу важно? Многу важно е алоцирањето на одговорноста. Затоа што господине Новаковски во ваше време во ист таков извештај сигурно не пишувало дека на една адреса на живење има регистрирано повеќе од 100 бирачи, а адресата на живење со 50 метри квадратни. Да. И така натаму. Само сакав да кажам дека тој извештај како појдовна точка дури вели дека треба да се направи теренска проверка која што не беше направена согласно акцијскиот план развиен од Државната изборна комисија. И трето, да не испадне дека ја бранам Државната изборна комисија, сите овие работи вие сега што ги рековте, зошто Државната изборна комисија не реагирала, зошто Државната изборна комисија воопшто го подпишала екстрактот и така натаму. Јавно на пресконференции и во рамките на нашите извештаи ги имаме адресирано. Ако некој повеќе ја критикувал Државната изборна комисија од МОСТ, дури и во ваше време, еве Бујрум нека излезе и нека каже. Што е целиот концепт? Ние не се водиме од интересите на партиите и ние не гледаме на институциите да им олесниме. Гледаме процесот да го направиме одржлив, транспарентен и да имаат луѓето доверба во него. Добро. Ма во ред, значи се согласивме на крајот дека е потребна соработка и дека без таа соработка нема шанси да се создадат услови за да може сите органи да ги завршат својот дел од обврската. Изборниот процес е сложена работа. Но Државната изборна комисија, јас ова сега го кажувам од моја гледна точка, кога сум бил, никогаш нема да избегна одговорност, бидејќи после составањето на таа влада која се планира и политичкиот договор, невладините ќе ги наблюдуваат изборниот процес, а целата одговорност ќе се дојде кај Државната изборна комисија. Така е. И за тоа се бориме. Нема од тоа бегање. Значи се слагаме дека сега целата одговорност не е кај Државната изборна комисија за избирачкиот список. Треба целосно, сиот свој капацитет, без разлика на овие политички договори, да си ја обавува функцијата во полн капацитет. Господин Новаковски, ви благодарам што бевте господин Алексов исто така. Фала на поканата. Фала, благодариме. Поздрав, Саше.